општинската сала во општина Кавадарци се одржа информативна сесија со цел на запознавање на потенцијалните корисници, сите заинтересирани за условите, можностите, критериумите кои што ги нуди ИПАР 3 програмата. Моментално сме во тек на два распишани јавни повици за мерка 1 и мерка 7, кои што се со трајање до 15 октомври, меѓутоа ќе се донесе соодветна одлука со кој што тој рок ќе се продолжи до 30 октомври. Ова информација која што треба да знаат сите оние луѓе кои што се инволвирани во процес на припрема на нивната апликација. Слободно можам да кажам дека интересот е голем и тоа е за очекување. Македонија како држава, на наша особена гордост и задоволство, е единствена држава во друштвото на Албанија, Црна Гора, Србија и Турција, кои што сите тие се кориснички на ИПАР, кои што успеа да објави јавен повик по ИПАР 3 во 2023 година. Со тоа први како држава стартуваме со имплементација на оваа програма. Нормално, охрабрени и мотивирани од големиот интерес, работевме во интерес на сите потенцијални корисници и драго ми е што можам да видам по нас средба која што имавме овде во општина Кавадарци и разноразните прашања кои што ги имавме, дека постојат заинтересирани корисници буквално за сите мерки во делот на аплицирање за нова земјоделска механизација, трактори, системи за наводнување, изградба и опрема за фарми, ревитализација или подигнување на нови насади, во делот на инвестиции во преработувачки капацитети, во делот на производството на вино, во делот на инвестиции во рурален туризам, непрехранбени дејности, пчеларство и така натаму. Така да мислам дека и досега општина Кавадарци имаше солиден број на корисници, се надевам дека и ИПАР 3 тоа и ќе порасне. До моје задоволство како пратеник од Социјалдемократскиот сојуз од Кавадарци и Теквешијата, денеска со учество на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, на заинтересирани физички и правни лица организиравме подетално информирање за условите и начинот на аплицирање за проектот ИПАР 3 и тоа мерките 1, 3 и 7, а тоа се за инвестирање во стопанските домаќинства, за инвестирање во опрема и маркетинг и за развој на различни дејности од земјоделието, а во функција на земјоделието во руралните средини. Интересот беше многу добар, одличен и заинтересираните има мноштво на дискусии, коментари и прашања и верувам дека оваа средба ќе вроде со еден резултат да што повеќе аплицираат од Кавадарци и Теквешијата и што повеќе бидат добитници на оваа финансиска поддршка која што е со 60%, односно ако е млад земјоделец или во позаостанати рурални райони до 65, односно 70% грант и верувам дека тоа ќе значи многу добар придонес како за делот на опремата за винари, како за сместувачки капацитети, така за еколошки рекреативни центри, но у исто време овде имаше и представници кои што беа заинтересирани од здравствената фела, од приватните ординации, од текстилот, како се вработуваат најповеќе женска работна сила, имаше представници од туризмот, имаше представници кои што се од така наречените микро бизниси, тоа е бербери, салони за разубавување и така натаму, и мислам дека една добра работа се стори денес. Тоа ќе продолжи во иднина со нашата отвореност и како пратеник и како Агенција за финансиска поддршка на земјоделието да ги следиме во сите постапки и фази за поуспешно, поквалитетно аплицирање и што поголем број добивање на финансиска поддршка од ИПАР 3 програмата за Кавадарци и за Теквешијата.